На пат за Витлеем. Во животот често се обидуваме да предвидиме некои работи. Па така со нетрпение очекуваме и се подготвуваме за разни празници, фестивали, прослави и настани. Често дури дозволуваме стресот од таквите исчекувања и подготовки да не совлада. Стануваме вознемирени кога гледаме дека работите не одат совршено или не ја контролираме ситуацијата како што сме предвиделе. Згора на тоа, претеруваме и со самите подготовки така што кога ќе дојде моментот или денот за славење, не уживаме. А штом помине очекуваниот момент, тогаш станува тоа само далечен спомен. Во ова време можеме да слушнеме најразлични песни кои ни откриваат дека ова е неубавото годишно време. Но ако сме искрени, најчесто тие зборови не ги ни чувствуваме. Туку се грижиме какви подароци да купиме, каква храна да сготвиме, какви украси да ставиме на себе и во домот каде да патуваме, постојано се грижиме и сме вознемирени и гледаме дека се това нема крај. Стануваме некако заробени во нашите мисли и умови и ја губиме смислата на овој празничен период, преокупирајќи се со погрешни работи. А божитниот пост пред се не повикува да размислуваме за Христос. Читањата во молебенот, например, зборуваат за раѓањето на Христос, каноните на утрената веќе го најавуваат раѓањето на нашиот Господ во дело. Ова е исчекувањето што треба да го споделиме и тоа радосно. И не треба да се грижиме за тоа што немаме некои работи или не правиме доволно затоа што Бог е се. И тоа е повеќе од доволен за нас. Кога го имаме Бога, тогаш имаме се. Додека чекориме низ овој Божиќен пост и додека молиме и постиме, да размислуваме за оние убави работи што Бог ни ги дава и да размислуваме за нив. Да му ги ставиме на располагање нашите срца и таленти, за да им го донесеме на другите новородени од Христос. Да пренесеме на другите преку нашата вера и љубов кон нашиот Господ дека за работите кои не можеме да ги контролираме, ги припуштаме на Бога, но и се радуваме на фактот што имаме можност да ја споделиме радоста за раѓањето на нашиот Господ со другите, посебно со оние кои не го познаваат. На пат за Витлеем.